Магарешка кашлица, кокошкино слепило, кравјо лудило, свински грип, птичји грип, овчи сипаници, мајмунски симпаници. Што е следно? Ало, телешка треска, зајачка тахикардија, студена муда од лабуда, ова болестиве од животни што ни се лепат као мени у кафана да гледаш. Само што нели менито е на Светската здравствена организација. За оваа сезона, ќе ве молам дајте ми мачја мигрена со папагалска и холалија као дресинг. Со оглед на тоа дека не третираат као говеда, мора да не плашат со вакви глупости, нели? Ако тезата што ни ја продаваа беше дека некој кинес лапнал лиљак и така се разболел од ковид, се поставува прашањето кој е нултиот пациент што му го опнал на мајмунот па фатил сипаници. И уште тезата дека највеќе луѓе се заразиле на некаква геј забава. Кога нема кого да обвинат, најлесно е да кажат дека пешкирите се криви. И после Сашо е хомофоб, ги мразело братните, а овие што пробуваат да ве обвинат дека сте прошириле зараза низ цела планета, тие се окей за вас, така? Јас сум ви проблемот. Само не ми е јасно колку ќе обвинат ако се појави епидемија на слонски заушки. Веројатно тогаш ескимите ќе ги обвинат. Се е логично кога СЗО е во прашање. И како ќе носиме маски без затолкави уши за да не се заразиме? И брисо дуво ќе ни земаат. Чути, уствари, боле од дуво да ни земат него од гъска на кинезине што им зимаа. Тоа е малку непријатно, имаш тегоби кои ти обрцне тоа. А и логично е дека вирусите се незгодни суштества и може да избегаат од лабораторија. Не бегаат 100 години, али кога ќе почнат да бегаат, од 2019 сега бегаат по принципот како први така други. И ќе си бегаат у наредниве 10 години. Ако Путин не замаа сите со нуклеарки, па некако вирусиве да ги потамани со нас. Шо знае бе вирус, шо е прувета? Дечкото му се искачало малце да прошета на воздух и си рекол, чује малце ќе излезам, па ќе напуштам лабораторијава, па светот и животот е и надвор од лабораторијава, не е само внатре. Јоп, патот под мозе. Јеби го, од сега ќе викаме глуп си ко вирус, не знаеш кај одиш. Ова соопштение е за слободните вистинолюбиви медиуми во Северна. Само што се вратив од погребот на Путин. Многу беше тажно. Немаше никој, освен мене и двајца гробари во шарени мајци со апликација НАТО. Имаше до души едно кученце ко кафеаво глуварче. Кучево ми направи едно тажно аф. Го гледам, нели, тоа пак аф. Не го разбирам. Вклучив Google Translate, она симултан превод, а кучево ми вели, јас сум, вели, Померановиќ Путин. Стопанот ми умре, сега сум само, никој не ќе да ме вдоми, зашто многу лаами плачам за мојот владе Путин. Можеш ли, добар човеку, да ме земеш со тебе? Види бе, Померановиќ му викам, нема шанси. Јас сум од онаа посеверчената држава, а ние сме НАТО сила, поточно НАТО ни е стопан, ко на тебе Путин што ти е стопан. А еу ние нас маќа и нема да ме пуштат со тебе. Ти си ја бре, Померановиќ, агресор за овие моиве, за еу и за НАТО. Башка, куче, мислам, многу бре личиш на Путин. Многу личиш на Путин. Тоа вегите си ист Путин, тоа устата. Абе, ко Путин да го гледам. Тоа е, брату Померановиќ, живот кучешки. И нас утре така, ко ќе умрат еу и НАТО, никој нема да сака да не вдоми, не се секирај. Ова е целото вистина што ви го кажувам, драги гледачи. Да ми умре еу и НАТО ако ве лажам.
А сега стварно малку имам намера да ви излажам. Значи, ово што ќе ослушнете од сега па натака, све е лага. Путин не е умрен, до таа мера нели да не мрда. Значи, малку е умрен. И сега он кога го освои Мариупол, зароби преку 40 француски платеници инструктори, па британски, па американски, па тама некој од Африка зароби. А тие држави чутат или негираат? Најмногу би сакале овие пленициве да се мртви. Но Путин ги чува за да покаже на светот против кого војувал. А тоа не е украинскиот народ. Има докази за биолабораториите на Пентагон не само во Украина што се, туку и во Грузија и на Тајван. Таму, например, на Тајван, да ти се праеле сипаници смртоносни ко чума, над 95% смртност. Кинезите, кои ќе ги лапнат овие докази, море ќе ги лапнат ко Тулумба. И шо мислите, шо ќе се случи со кинезите, бе? Абе, правец Тајван! Па после, нели велат, Путин ќе одговара во Хаг. Па не знам баш кој ќе ги презентира сите докази, дали некој нормален ќе помисли на Хаг. Второ, нема таква сила која ќе го испорача него во Хаг. Русите го сакаат Путин, верувале вие или не. Иако ја себе лажам дека го сакаат. Бе, многу го мразат тоа русите. Само 85% од нив го сакаат. Мислам, за умрен човек не е лошо. Ете, финците решија во НАТО, а Путин реши елитни единици за нуклеарки да ги помести 1000 километри понапред на самата финска граница. Инаку, Русија, мислам, ако не сте знаеле, има 3 армии задолжени за нуклеарниот потенцијал. Фатална грешка направија кога решија Путин да го стиснат ко маче во зид. А сега веќе се повеќе НАТО и независни експерти зборуваат дека тактички нуклеарен напад од Русија е реалност. И кому му беше потребно ова, бе, а? Веројатно на истите кои стоеа зад пандемијата COVID. COVID? Шо беше, бе, тоа COVID, па? Абе, стварно имаше пандемија COVID, а? Па добро, бе, кај се изгуби COVID-ов ако го имаше? Го снема, а? Одеднаш го снема. Путин кога почна да пука у Украина. А? Го снема ковидов. Излезе од мода, не е више во мода. Сега Путин, за да влезе во мода, нели, овој ковидов мораше да излезе од мода за Путин да влезе во мода. Тоа е така на овој свет, еден излегува во мода, за друг да влезе во мода. Затоа сега за нас е во мода да го испушиме под вода на Владе. Ордановски решил да се трезни. Од сонот за ЕУ. Глупо е, бе, дечко, да се трезниш за малце. Баш кад трезен ти не им бркаш работа на тие за тебе. Остани си, бе, пијан, бе. Нели во сонот за ЕУ или во некој друг сон. Ке ти смисла тебе они друг сон за да те опијанат. Баш ка добро се седи пијан со гранчиња, тендерчиња, емисијчиња за кои се лапаат дебели евричиња. Па брат за брат, еврата за... Борјан пак, кој беше озрачен од светото папско зелено светло за влез во ЕУ, сега гледам купуе свеќи, изгледа и пали шкорчиња во мракот. И од дуделанш на Бране сега му прави дуделанш на Зоки, таче не ике многу дуделанш. Тоа да ти било фудбалски клуб од Луксембург до душа, сите го знаеме, нели? А таче навија за Шкендија, нели си оди на Шкендија, им честита тамо, што знам што тамо, титули, ово, она, купови, мупови. Видовме како се сликаше со Али и со Груби. Он сака грубо, али така. Грубо, ред нежно. А си да го бацува, си сака да го бацува, а по време на време се. Сега нон-стоп грубост,
так. А вие сте многу разочарани, нели? Или само тоа така ни изгледа? А? Вие, мислам, дечкиве што се трезните, што сте озрачени од зелено, папско, светло, свето и така натаму, а? Многу сте разочарани, признајте. А? Епа, џабе шмукавте лижавчиња под маса, бе. Џабе. Свативме. За да успееш овде, имаш само две опции. Под број 1 да се родиш албанец и под број 2 да имаш бугарски пасош. Македонец да си не е опција. Тоа е казна. А ни се пружа историска шанса прв пат да се чаталиме на многу побогати и посилни држави од нас. Еве бе, искористете таа шанса, бе, морони. Пардон, мислам, вие од СДС и ДУИ, мислам, Аве, Славјанке, бе, искористи ја шансата, се жалиш дека те критикуваме. Па еве ти шанса на животот. Папни им вето за влез во НАТО на Шведска и на Финска. Иш да не ти чуе, бе. Иш да не ти чуе. Покажи дека и ние имаме суверенитет, бе. Да видат дека не можат со нас така да си играат. Еднаш и ние, бе, на некого вето да стегнеме доста, кој како стигне секоја будала, нас вето нимава. Па која друг пак ќе ни се отвори таква можност вето да им стегнеме на една Финска и Шведска, еј. Бапни им вето, Славјанке, да се осетиме и ние малку важни дека постоиме, дека ете и од нас нешто зависи во овој посран западен свет на вета, курчење и уцени. Бапни им вето, Славјанке, ќе станеш втор Гоце Делчев, Ганди и Мендела, 3 во 1. Оти тоа вето ќе го спаси светот од нуклеарна трета светска војна. Пукни им вето, Славјанке, и твојата фигура ќе дојде на местото на статуата на слободата во Њујорк, а ти ќе бидеш и на местото на Гоце Делчев во парк. А како бонус, ќе те качиме и на Букефал на плоштад. Ацика ќе отргнеме тамо негде кај ќосето ќе ставиме. Шибни им вето, Славјанке, за влез во НАТО, бе, онака од ненаде шибни им, да се шокираат. Да пофаќаме и ние малку сеир тука, бе, малку кој ќе ги ококора тоа дегенериранине европски говеда очите, кој ќе испуштат во шок едно. Hey, what the fuck? What the fuck? Are you talking to me? Talking to me? What the fuck are you talking to? Каков кејф ќе биде тоа, бе, Славјанке, бе. Кој ќе се унередат од шок, бе, јао. Ајде, бе, и ти, таче, бе, ајде, бе, и ти, ајде, дај зелено, не мора папско светло, било какво зелено светло за предвремени избори во октомври. Доста ви беше таче керефекање, ве видовме уште еднаш каква неспособна багра сте и никогаш повеќе нема да дојдете на власт, ова сум ви го кажал неколку пати и ќе го повторам пак. И онака си фатен во небрано грозје и со секој ден си ја зголемуваш агонијата. Не може, бе, таче, ништо да поправиш, само може да одработиш, да доработиш на урнисување на Македонија, а тоа скапо ќе те чини. Иде, таче, дебелата крчмарка со сметката. На крај ти ќе ја платиш за сите нас. Наместо миле ми текна, ќе биде таче се штрекна. Колку му закачија за греота човекот, така ќе збори народот, таче наоколу. Затоа памет во глава.